И јас сум умно дете. Сезона 2. Учиме за земјата. Умно дете прашува: знаете ли колку денови има годината? 365 или 366? А зошто? Обично велиме дека годината има 365 дена, но секои 4 години годината има 366 дена. Тоа е така заради времето што ја е потребно на Земјата да направи еден целосен круг околу Сонцето. Земјата се врти околу Сонцето за приближно 365,2425 дена во една година. Но се заокружува за полесни пресметки на 365,25 дена во една година. Значи, 365,25 тоа е исто како 365 плюс 0,25. Тоа е исто еднакво на 365 дена запирка 25. А тоа заокружување од 0,25 е исто како 1/4. 1/4. И затоа, секоја година ни останува 1/4 или 0,25 и така 4 пати по 0,25, 0,5 плюс 0,5 доаѓаме до 1. Значи, 1 ден додаваме на секоја четврта година. И тоа е логично, бидејќи 0,25 е исто како 6 часа од денот. 6 часа на секои 4 години, тоа се 24 часа. Секоја четврта година додаваме 1 ден во февруари, бидејќи февруари е најмалиот месец во годината. Обично има 28 дена и плюс 101 ден доаѓаме секои 4 години до 29 дена во февруари. Значи, годината има 366 дена, кога годината е престапна. Како се одредува дали една година е престапна? Може да се дели со 4. Пример 2024, 2028 и 2032 година. Правило: годината да е делива со 4, но не со 100, освен ако е делива со 400. Например, 1900 не е престапна година, бидејќи е делива со 100, но не е делива со 400. Друг пример е годината 2000, која што е престапна бидејќи е делива со 400. Забележуваме дека 1900 година не била престапна година. Таа логика се сведува и на тоа што заокружувањето помеѓу 365,25 дена и пресметката по Григоријански календар од 365,2425 денови. Таа мала разлика предизвикува повремено календарот да се поместува. Ете, денес научивте нешто ново и интересно и корисно. Следете го умно дете!